Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во вторник само прогласениот министер за финансии Зоран Заев ќе го направи своето прво задолжување. Македонија ќе задолжи за нови 15 милиони евра. Но тоа што е скандалозно за ова задолжување е фактот што овој долг доспева за враќање после 30 години, цели 3 декади. Кога добро ќе се пресмета, после 30 години ќе вратиме 15 милиони евра кредит плюс 18,8 милиони евра камата, односно вкупно 33,8 милиони евра ќе не чини оваа катастрофална одлука на Зоран Заев, односно прва одлука за задолжување како самопрогласен министер за финансии. Патем останува нејасно зошто се прави ова задолжување во услови кога владата, предводена од Зоран Заев, не работи ништо. Реализацијата на капиталните инвестиции е само 13,74% до моментов, нема ништо од ветените 600 километри автопат, нема нови болници, нема нови училишта, нема нови амбуланти, нема ништо ново реализирано како капитална инвестиција од оваа влада на Заев. Ова е уште еден доказ дека Република Македонија со Зоран Заев не блеска, туку само тоне се подлабоко и подлабоко со секој изминат ден. Со изгубениот Зоран Заев, Македонија станува загубена држава. Со ваквите задолжувања, Зоран Заев ќе покрива својата неспособност во делот на економијата. УЈП има собрано 50 милиони евра помалку од проектираното заради лошата кондиција на економијата и лошата кондиција на стопанството. Бројот на вработени во индустријата е намален за 2,5% во споредба со ланската година. Владата доби огромна нула од германските стопанственици. Стејт департментот посочува дека корупцијата во владините тендери ја уништува економијата и ги одбива странските инвеститори да дојдат и да инвестираат во Република Македонија, како што тоа беше случај изминатите години. Transparency International ја сврсти државата полошо од афричките Свазиленд и Руанда по корумпираност. Ова е огромен показател дека во моментов Македонија е најкорумпирана земја со Зоран Заев. Впрочем, тоа го гледаме секој ден по медиумите. Сето ова покажува дека Заев не се задолжува за подобро на граѓаните и за генерирање на развој, туку едноставно економската политика му е купи ден помини. Се обидува да се задржи ден повеќе на власт за да овозможи некој нов крвав тендер или друг облик на лично богатење на некој владин функционер или на самиот себе си. Почитувани, изборите се шанса оваа непогода наречена Заев да падне на избори и да заврши на темната страна на македонската историја и да ги ослободи граѓаните од неговата неспособност. Благодарам.